Почитувани љубители на четирите тркала, добар ден. Празниците и славењата полека се намалуваат, но тоа не значи дека автомобилската индустрија спие. Тоа важи и за нас. Работевме напорно за да ви ги обезбедиме најсвежите вести од светот на автомобилите. Го тестиравме во Андалузија новиот Seat Leon. Под внимателно женско око го подвргнавме Шкода Citigo и ќе го одведеме на прошетка до Куклици, од која застанува здивот. Но почетокот на емисијата е резервиран за новитетите од 25-тиот северноамерикански меѓународен салон на автомобили, кој се одржува во срцето на американската автоиндустрија во Детройт. Кој вели дека американските купеа се класични голтачи на бензин? Оваа перцепција прв ќе ја менува Cadillac со купето ELR. Луксузната каросерија е домаќин на првото аплицирање на RF технологијата, која е кратенка за електрично возило со продолжен дострел. Луксузниот бренд зачекорува во ново поглавие најавено пред неколку години со концептот Converge, врз кого оваа технологија се базира. Екстериерот покажува прогресивни пропорции, додека интериерот представува нови дизајнерски теми кои ќе ги дефинираат идните модели на Cadillac преку модерно елегантни решенија, технологија и прецизно изработени детали. Технологијата RF овозможува автономија на возилото од 480 км комбинирајќи електричен погон и ефикасен мотор кој служи како генератор на струја. Решение скоро идентично како и фирмите керки Chevrolet Volt и Opel Ampera. Во рамките на 25-та едиција на Детроитскиот мотор шоу, Cadillac се закити со вредно признание. Според жирито за северноамерикански автомобил на годината, составено од 49 новинари, луксузното купе Cadillac ATS е победник на годинешниот избор. Титулата северноамерикански автомобил за 2013 година ATS ја заслужи со својот изглед, перформанс и безбедност и фактот дека е најлесен автомобил во својата класа. Ова не е прво признание за Cadillac ATS, но сепак е највредно. Концептот кој го покажува дизајнерскиот смер на новата генерација мали спортско корисни возила кои треба да се појават во Јапонија годинава, а подоцна во Америка и Европа, Honda го нарече Urban SUV. Тој ја представува експанзијата на возилата кои ќе бидат базирани на новата глобална компактна платформа која го опфаќа субкомпактниот Jazz. Urban SUV концепт го нагласува софистицираниот изглед, изразени линии и силна појава која ќе биде ДНК на следната генерација на повеќе модели. За движењето ќе биде задолжена новата Earth Dream технологија, која возможува поголема сила и зголемена економичност на бензинските мотори. Во конструкцијата на концептот се нагласува централно поставување на резервоарот за гориво, веќе направено во актуелниот Jazz, а воедно ќе бидат инкорпорирани магичните задни седишта, кои овозможуваат широк диапазон на конфигурирање на седењето за максималната употребливост на внатрешниот простор. Динамично стилизираниот концепт автомобил NSX е јасен индикатор за наредната генерација на високо перформансно возило од Honda. Овој пат NSX е представен под беџот на Acura, под кого ќе се продава во Америка. Со употреба на лесни материјали и средишно поставен вешес агрегат, следната генерација на NSX ќе располага со неколку иновативни технологии, вклучувајќи го хибридниот систем наречен SX All-Wheel Drive, што е кратенка за Super Handling All-Wheel Drive. Honda сака во игра да ја врати филозофијата на пензионираниот модел.
На прво место доаѓаат перформансите низ призма на инженерските достигнувања. Во новата ера тоа не е доволно. Иако моделот NSX секогаш бил фокусиран на перформансите, важно прашање е екологијата, па дури и за суперавтомобилите. Многу производители ориентирани на високите перформанси се истакнуваат со брутална сила од агрегат со голема зафатнина. Кај NSX ке се употреби уникатниот систем за два електромотори со билатерален контролен систем на вртежниот момент, кој може инстантно да генерира негативен или позитивен момент на предните тркаловосвиоци. Како бенефиција на возните својства SX All-Wheel Drive хибридниот систем ќе ја добива перформансата од следната генерација на VTEC V6 мотор со директно впрскување на бензинот кој е впарен со трансмисија со двојна спојка. Оваа технологија ќе допринесе возачот и автомобилот да станат едно и ќе ја засили синергијата помеѓу човекот и машината. People are people, so why should it be? Golf. Das Auto. Вау! Новата А-класа. Пулсот на новата генерација. Вау, колку неверојатен автомобил! Тоа е новиот Dacia Duster за 9240 евра. 9240 евра? Човеков на вистина има смисол за хумор. Не треба да сте гениалец за да знаете кој е најдобриот автомобил за вашите пари. Dacia Duster, најпродаваниот SUV во Македонија. Automotive Group. Една приказна за младоженец и невеста се прераскажува со години наназад. Дејството се случува во местноста наречена Куклици, а се наоѓа во близина на Кратово. Целата област е позната по вулканските активности пред милиони години. И тука лежи клучот на приказната. За да ги дознаеме другите детали, се упативме во Куклици. Крајно време беше и ние да станеме сватови на свадбата на камените невеста и младоженец. Повеќе пати сме крстареле по североисточниот дел на државата, но местноста Куклици некако ни беше надвор од планираната рута. Причина сигурно не беше тоа што немавме спремен свадбен подарок, бидејќи знаевме дека нивната свадба трае веќе десетина милиони години и ќе продолжи да трае во времето. Едноставно, некогаш треба да се почека да се наредат коцките во животот. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Легендата која меѓу селаните усно се пренесувала од колено на колено вели дека многу одамна во селото се случила голема трагедија. Момчето во кое една девојка била бескрајно влюбена се оженило со друга, поради што разочараната девојка ги проколнала младенците. Кога дошол свадбениот ден, навидум се било во ред. Се собрале сватовите, веселбата почнала. Во моментот кога младенците се бакнале, клетвата се остварила и сите свадбари се скамениле.
Скаменетите свадбари и денес сведочат за гневот и за болката на нестрекната девојка. Селаните го викаат местото весела свадба, зашто сватовите останале насмеани, а младенците се скамениле во нежна преградка. Поради скаменетите кукли и местото го добило своето име – Куклици. Научниците пак велат дека камените фигури се создале пред 10 милиони години. Вертикалната ерозија на вулканските карпи создала кукли повисоки од 10 метри, кои и денес доминираат во питомата околина. Со текот на времето природата од нив извајала ретки ремек дела. Локалитетот Куклици е прогласен за споменик на природата. Од Скопје до него се доаѓа по магистралниот пат Куманово-Крива Паланка, а потоа се скршнува кон Кратово. Кај селото Кетеново се издвојува тесен асфалтиран пат со должина од 3,5 километри, кој покрај Крива река ќе ве однесе на камената свадба. Во периодот кога ги посетивме Куклици, веќе беше започнат проектот финансиран од ИПА програмата на Европската Унија за трансгранична соработка меѓу Бугарија и Македонија, а со кој локалитетот ќе добие информативно туристичко биро. Природните реткости од овој вид на вистина треба да се заштитени, но и посетени од сите љубопитни сватови кои сакаат да ја дознаат приказната за камените младоженец и невеста. Иако има најмал стаж од највлијателните светски смотри на автомобили, Детройт делува како магнет за сите релевантни производители. Полека, но сигурно, автомобилскиот пазар од другата страна на Атлантикот излегува од рецесија. Шансата ја гледаат сите марки и агресивно ги презентираат своите адути, меѓу кои има специјално развиени за Северна Америка. Атрактивниот концепт на спортско корисно возило од средната класа Cross Blue со својата премиера најави дека е развиен и исклучиво наменет за пазарите на Соединетите Американски држави и Канада. По димензија овој 7 сет се позиционира над Тигуан и испод Туарек. Cross Blue користи иновативен плагин хибриден систем кој е впарен со TDI агрегат и 2 електромотори. Поради комфорот на употребување предвиден е DSG менувач и електричен погон на сите тркала. Имено, TDI агрегатот е сместен испод каубата, додека двата електромотори се позиционирани на задните тркала. Volkswagen најавува дека потрошувачката на нафта само кога работи турбодизелот изнесува 4,7 литри, а во хибридна комбинација извонредни 2 литри на изминати 100 километри. Поради економичноста, максималната брзина од 205 е намалена на 120 км на час, со што се добива автономија на движење од 1160 км. Концептот Cross Blue има 6 индивидуални седишта и одговара на повеќето потреби на просечните семејства од другата страна на Атлантикот. Несомнено е дека Е-класата е најпродаваниот модел на Мерцедес. Неоспорната важност и удел на американскиот пазар во бројката од 13 милиони продадени примероци во потполност го оправдува местото на промоцијата на рестайлингот на овој успешен модел. Комплетно ревидирани се 4 каросериски изведби на Е-класата. Седан, караван, купе и кабриолет изведбите сега се опремени со уште поекономични мотори, нови системи за асистенција зачинети со нови дизајнерски идиоми. Дека не се заборавени ниту желбите на поклониците на врвните перформанси, сведочи и новата генерација на спринтерската верзија E63 AMG, која за прв пат е понудена со верзија со погон на сите тркала 4 матик. Покрај обновениот изглед, големо внимание е посветено на системите за асистенција на возачот, кои ќе се најдат и во новата S-класа, која треба да се промовира во средината на годинава. Од нив се издвојува потполно новиот систем интелигентно возење, чија задача е превенција од судири со возила и пешаци на раскрсници. Детроитската смотра на автомобили е искористена и за најавување на новиот купе со 4 врати CLA, чија премиера треба да се случи и на стариот континент.
Новиот кабриолет со врвни перформанси Бентли го представи токму во Детройт. Тоа беше и за очекување, бидејќи порастот на продажбата од 22% во 2012 година во голема мерка се базира на американскиот пазар. Continental GT Speed кабриолет е симбиоза на врвен луксуз и возни својства. Престижната марка може да си дозволи ултраскапи модели, бидејќи во кризата бизнисот и цвета. Минатата година продажбата достигна 8510 испорачени возила со летечкото Б на хаубата, а само во Соединетите Американски држави таа бројка се искачи на 2315 примероци. Иако се очекува во тековната година пазарот на луксузни возила да се соочи со повеќе предизвици, маркетинг оделот на Бентли очекува да го задржи порастот на процентот на продадени возила на двоцифрено ниво. Во тоа ќе помогнат останатите модели како што се Continental GT и неговиот кабрио дериват кои се опремени со новиот V8 мотор од 4 литри и 2 турбополначи веќе пофалени поради неговите исклучителни стандарди за сила и мала емисија на издувни гасови во класата на луксузни спортски автомобили. Во срцето на американската автомобилска индустрија, Audi го представи најновиот член на семејството RS7 Sportback. Големото купе со 5 врати го користи 4-литрениот битурбо TFSI мотор од 560 коњи. Не е тајна дека испод хубата е сместен идентичен агрегат како и во Bentley Continental Speed, а тоа е за очекување бидејќи и двете марки се дел од групацијата Volkswagen. Покрај спринтот до стотка, за кого се доволни 3,9 секунди и максималната брзина од 305 км на час, господарот на прстените истакнува економичноста на својот најнов монструм, која во комбинирани услови на возење се истакнува со само 9,8 литри. Во голем дел ова е овозможено преку мамутските 700 Нм расположиви во полето од 1750 до 5500 вртежи во минута. Двата турбополначи произведуваат притисок од 1,2 бара, сместени се заедно со интеркулерот помеѓу цилиндрите поставени во V-форма. Специфичниот менеджмент на моторот допринесува на динамичниот карактер на возењето. Градско возило, но во секој случај, името помага. Иако Hyundai го има и 10, Fiat 500 води на незаборавно патување, Kia ги направи сите подготовки со Picanto, додека Шкода го имаше истиот пристап со Citigo, возило за градско возење и за локални патувања. Citigo е речиси исто возило како Volkswagen Up и Seat Mii. Сепак е поевтин речиси 500 евра од Volkswagenот. Иако е клонирањето забрането во многу земји, очигледно дека овој клон на Volkswagen успел некако да се протне. Па не треба да не изненадува ни тоа што графичките нацрти, вратите и задните гоцкасти прозори се речиси исти со горе наведеното возило, но тоа воопшто не значи дека е нешто помалку симпатично. Можеме и да забележиме дека за едно вакво миниатурно возило квалитетот е на високо ниво. Citigo добро се снајде во моето возење низ скопските улици. Перформансите на возилото се задоволителни, како и потрошувачката. Трицилиндерскиот мотор е достан за потребите на градското возење. И додека ја зголемувате брзината, речиси не се слуша работењето на моторот. Како што напоменав, возилото е одлично за градскиот метеж, но при возење на стрмнини ќе треба немилосрдно да стиснете газ и да го напрегнете моторот. Пријатна и удобна внатрешност. Четворица патници во возилото нема да имаат голема комоција, но земајќи во предвид должината на возилото од 3,5 метри, просторот е добар. Исто така и багажниот простор е солиден, па ова возило станува подобро и од своите ривали.
Срдечно добре дојде во рубриката Тест на Автомагазин. Додека кај нас се бориме со ниските температури и слабото парно грејење, тука во прекрасниот дел на Шпанија, наречен Андалузија, се наоѓаме за да се соочиме со новиот Сеат Леон. Андалузија игра голема и важна улога во историјата на Шпанија и таа историја се поврзува и со иднината. Но оваа шпанска марка исто така символички сака да представи дека новиот Сеат Леон играше голема улога во минатото на оваа компанија, а третата генерација на Сеат Леон треба да биде еден нов промотор на овој бренд. Пред се тој прв ќе го понесе новиот знак на Сеат. Како што гледате, самиот знак е многу подинамичен и многу подобро прилега на предницата на автомобилот. Секако за пофалба се и фаровите кои се составени од LED диоди. Тука ги имаме 6 LED диоди кои се задолжени за средните светла и доле имаме уште 3 LED диоди кои се задолжени за долгите светла. Оваквата солуција на фаровите пружа многу подобро осветлување на патот, поголема видливост, но и поголем сноп на светлоста. Испод хаубата се сместени нови мотори. Сите дизели и бензинци се преработени, а интересно е да се каже дека дизелските мотори произведуваат многу помалку CO2 во споредба на бензинските. Што се однесува до изгледа, тој секогаш играл важна улога во производите на Сеат. Така е направено и со новиот Леон. На прв поглед тој можеби делува како зголемена ибица, но секако дека има своја персоналност. Каросеријата во однос на претходничката е смалена за 6 см, но како што велат неговите дизајнери, тоа воопшто нема да се осети во внатрешниот комфор. Инаку од технички аспект Сеат Леон е поставен на 6 см поголемо меѓуоскино растојание, идентично со седмата генерација на Голф. Стоп светлата формираат еден агресивен и компактен изглед на задниот дел. Отварањето на багажникот е употребено она стариот добар трик што го имаше Сеат представено пред многу години. Но отварањето на ГПК-от ни покажува дека во однос на претходната генерација имаме 30 литри поголема зафатнина, но искористливоста на багажниот простор е полоша. Како што гледате, длабочината е многу голема. Доколку имате тешки предмети, за среќа мојата торба не е толку тешка, би било многу непријатно за да ја ставите внатре и за да ја спуштите. Но, како што велат дизајнерите, понекогаш за убавината треба да се трпи. Доста беше зборување за изгледот и за првичните чувства во врска со Сеат Леон. Ние ќе го тестираме денеска моделот со дволитрен мотор од 150 коњски сили и DSG менувач. Па да видиме што може да направи тој. Првичен проблем ми беше влегувањето во Леонот поради нискиот покрив, но кога ќе се сместите во него, гледате дека има доволно простор за главата во внатрешноста. Инаку ергономијата на прв поглед е извонредна. Поставеноста на инструментите е добра и многу модерно решена. Возачот во секој момент може да знае што може да добие и од инструментите и од екстра опремата која е вградена во централната конзола. Кога сме веќе кај опременоста, треба да се напомене новиот инфотеймент систем кој е составен од не само навигација, туку имате можност за уклучување на SD картичка, мемориска картичка на која можете да ставите разни информации, но и на USB. Модерниот интериер ви дава шанса веднаш да се претопите со возилото. Како што гледате, во внатрешноста има доволно простор дури и за надпросечно широки и високи луѓе. Новиот дволитрен мотор, велам новиот дволитрен бидејќи се работи за засилување. Досега во групацијата Volkswagen овој мотор имаше 140 коњски сили, но сега е засилен за дури 10 коњски сили. Во спрега со DSG менувачот тој брзо забрзува, но се забележува малце поголема бучава додека се забрзува. Отпирањето на новиот Леон е извонредно, особено кога возите на
добро направен пат како што е патната инфраструктура на Андалузија. Во него се чувствува голема удобност, но за да биде премиум удобноста му треба малце поголема звучна изолација, посебно поради малце побучниот мотор и ветерот кој се слуша од ретровизорите. Инаку сеат за новиот Леон подготви два типа на подпирање на задната оска. За моторите, односно за моделите кои имаат посилен мотор, како што е и овој од 150 конски сили TDI, се испорачува со мултилинк на задната оска, додека за моделите кои имаат по-слаби мотори, пред се бензинците со сила до 100 конски сили и за 1,6 литрениот TDI од 90 и 105 коњи, предвидена е крута оска на задните тркала. Во овој модел граден е мултилинк кој извонредно кореспондира со основната идеја на Seat, а тоа е да има многу емоции во возењето без компромис на удобноста и квалитетот на возењето. Со Seat Leon поминавме околу 250 километри. За оваа дистанца можеме да кажеме дека новиот производ од Martorell во голема мерка ќе ги помеша сметките во средната ниска класа, односно во популарно наречениот C сегмент. Овој компакт по сите норми спаѓа меѓу подобрите. Се разбира дека овој автомобил не е совршен. Пред се пластичните површини, особено овие од страна, делуваат многу ефтино, но кога се вози и на нерамен пат, тие остануваат тивки. Ергономијата е многу добра, се разбира и моторизацијата. За жал не можам да кажам која би била цената на овој модел, но би требало во секој случај да биде во рамките на новиот Volkswagen Golf, ако не и поевтино.